Почитувани граѓани, почитувани новинари. Во април оваа година го донесовме новиот закон за инспекцијски надзор, со кој понудивме сосема нов концепт и пристап во спроведувањето на инспекцијскиот надзор. Задоволство ми е да известам дека почнувајќи од минатата сабота, односно од 30 ноември 2019 година, отпочна примената на новиот закон, а во завршна фаза е и усогласувањето на над 150 закони со овој закон. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е свесен дека инспекцијската функција е неопходна за одржување на владењето на правото. Водејќи се од интересите на граѓаните и деловната заедница, овој клучен репресивен механизам на државата добива сосема нова димензија. Имено, со новиот концепт на инспекцијски надзор, од репресивен го претвораме во превентивен механизам. Односно, акцентот го ставаме на доброволното усогласување на деловната заедница со важечките прописи и барања на законската регулатива. Свесни сме дека инспекцијскиот надзор создава трошоци за граѓаните и за фирмите, кои што, особено оние кои што се придржуваат кон законите и прават се доброволно да се усогласат. Затоа жестоко ќе се спротивставиме на активностите што се нелегални или се дел од неформалната економија, кои создаваат компаративни предности токму за оние фирми што не ги исполнуваат прописите, односно се надвор од опфатот на инспекциите. Со отпочнувањето на примената на новиот закон за инспекцијски надзор, инспекцијските служби веќе нема да бидат инструмент за репресија и политички притисоци, а изборот на правните субјекти кои ќе бидат контролирани ќе се спроведува врз основа на проценка на ризикот за појава на неправилности во нивното работење. Проценката на ризик е меѓу најважните новини кои ги донесува овој закон. Таа ќе овозможи зголемување на предвидливоста на инспекцијскиот надзор, на квалитетот на процесот на планирање, подобрување на транспарентноста, зголемување на ефикасноста и ефективноста на надзорот и секако намалување на трошоците за спроведување на оваа функција на државата. Намалувањето на трошоците нема да биде само на страна на јавниот буџет, туку и на страната на буџетите на субјектите на надзор, односно на фирмите и на граѓаните на нашата држава. Бидејќи проценката на ризикот во инспекцијскиот надзор ќе ја елиминира или значително ќе ја намали арбитрарноста, невоедначеноста, самоволието, коруптивноста и другите можни злоупотреби при планирањето и спроведувањето на инспекцијскиот надзор. Особено во однос на зачестеноста и траењето на инспекцијскиот надзор кај одредени субјекти на надзор. За да ги заштитиме фирмите и граѓаните, со новиот закон за инспекцијски надзор воведуваме задолжително писмено најавување на редовните инспекцијски надзори, како и задолжително поседување на налог, писмен налог за вореден инспекцијски надзор. Со новиот закон воведуваме уште еден механизам кој обезбедува транспарентност и предвидливост во постапката за инспекцијски надзор. А тоа е листата за проверка, која за субјектите на надзор има едукативна цел да им ги посочи конкретните барања за усогласеност со прописите и која позитивно ќе влијае и врз зголемување на нивната информираност. Воведуваме и појасна регулација за правата на субјектите на надзор, кои се однесуваат на засилување на правната сигурност на деловниот сектор, но и на нивната заштита од евентуалната нелојална конкуренција, која може да биде предизвикана со изнесување на доверливи информации од страна на инспекторите. Само активната грижа за секој граѓанин и деловен субјект во земјата е потврда дека се наоѓаме на правиот пат.